Явниот обвинител остана при поднесениот обвинителен акт. Апелација во решението со која укината првата пресуда има укажано дека е обвинителниот акт неуредан, не прецизен, не внесено све во описот што се бара за да може по него да се постапува. И ние баравме да се тај обвинителен акт се огледа дека јавниот обвинител остана при истиот и понатаму да се определи како неуреден. Jer сега е besmisleno да се постапува по неуреден обвинителен акт. И што може судот да направи, ако, кога останува таков обвинителен акт, освен да донесе освободителна пресуда. И затоа ние баравме да понатаму не продолжи судење, туку да се отврди обвинителниот акт како неуреден. Има ли нови докази? Нови докази нема, за да би можело да има некој влијание за измена на обвинителниот акт со страна на јавниот обвинител останува потпуно исто како што беше и претходно. Никаква промена нема во однос на докази, доказна постапка, за да би можело да се работи за измена, односно прецизирање на обвинителниот акт, односно оно што е напишено во поднесениот обвинителен. Што ако судот излезе со сознание, што ако судот дојде до сознание дека обвинение се променил статусот на обвинетите во меѓувреме? На прво, второ и трето, четврто. Видите, доколку се промени статус на заштитниот сведок, да понатаму нема тој статус, тогаш он ќе биде сослушан како и сите други сведоци непосредно во судница, како и други сведоци. А со другите обвинети, значи прво, второ, третиот, доколку се докаже дека навистина прво обвинетиот е починат, дека е во странство. Во врска со изнесеното дека има незванично известување дека некој од прво, второ, трето или не знам тамо кој обвинет починал, постапката не може да се води туку во однос на тој што починал мора да се прекине постапката, а во однос на другите постапката продолжува.